Откупните цени на јагнињата и годинава на сточарите им носат загуби. Актуелните 160 денари за килограм жива мера според нив се доволни само за елементарни трошоци. Добивка немаат. Па јас мислам дека цената, реалната цена е од 200 денари да не биде доле. 200 до 250 на оваа скапија сега што е и храната што е качена. А оваа цена 160 е смешна више. Јас како што знам веќе 10 години оваа и повише цена. Значи од 160 не сам минале никако погоре, голема цена. Првиот откупен период беше почетокот на март, кога некои од сточарите безмолку ги продадоа сите јагниња, но добар дел од нив на продажба се надеваат сега, во периодот пред католичкиот Великден, но не со оваа откупна цена, од кои, како што велат, не е ниту за елементарни трошоци, а предлогот е овој. Па види, за нова година беше 210, па сега нека е 200, нека е 180. А камо ли 160 и него зима сега за сега, значи ќе бара шанса или да го качи, или скроз да го намали. А това оди се за извоз. За нашиот пазар нема да остане ни жаба, не јагне. Батаци ќе јадат нашите. Ама това е од народо. Не сме заштитени като прво од нашиот народ, а камо од власта. Значи секој ќе земе батаци, немал пари. Не да нема пари. Навикнаа на батаците и населението од прашак и за тоа, поиме сладко тоа, отколку јагнешко купи, барем во годината еднаш. Оти това е бренд. Проблемот со откупот и со цените за сточарите е најголем. Решението според нив е во навремен старт за откуп. Известно решение треба постепено да си врви ланецо на откуп. А не они за една недела сакаат сите јагниња да ги средат, да немаат трошкови они, а народ вако троши. И не може да му се врне това никој пат на народо. И за това и стоката ќе гине, и народо ќе нема што да јаде. Че чекаме отстрана да ни донесат место јагнето, амерички батаци ќе јадат тука нашите за Велиден. Од Министерството за земјоделство посочуваат дека цените се формираат пазарно и оттока тие не можат да бидат посредници помеѓу сточарите и откупувачите. Но тврдат дека прават се сточарите да бидат заштитени на поинаков начин. Кај овчарството се воведе дополнителна мерка во износ од 400 денари по грло јагне предадено кај регистрирани кланични капацитети. Со воведувањето на оваа мерка ќе се зголемат контролите во овчарството преку дополнителни проверки на бројот на заклани јагниња во однос на бројот на пријавени грловци. Се вели во информацијата од Министерството. Годинава за откуп се нудат околу 120.000 јагниња и по обичај тие завршуваат во Западна Европа. Само еден дел, околу 30%, останува на домашниот пазар.